Може би здравјето и не е се, но без здравјето за сите се ќе биде ништо. Новото издание на Медика Инфо Плюс е пред нас. Уште еден предизвик да останете во продолжение со сите содржини кои што ги подготвивме и денеска, а се однесуваат на најважниот сегмент од живењето, тоа е нашето здравје. На кој начин треба да го превенираме нашето здравје, на кој начин треба да делуваме, сите одговори на овие две суштински прашања ги дознаваме преку разговорите со нашите гости, кои што се трудиме да бидат од различити области. Овој пат во овој циклус, како што напоменуваме, акцентот почесто ни е ставен на здравиот начин на живота, не е сомнено кога станува збор за здравиот начин на исхрана, како битен сегмент и неминовен е и вежбањето исто така. Но не секој вежбање е правилно вежбање, односно што представува мита, што заблуда во смисол на вежбањето. Учиме на почетокот прилогот кој што го подготвивме за сите вас, за веднаш потоа да се надоврзиме со сличната тема која што ќе ја водиме во студиото преку разговорот со нашата денешна гостинка. Неколку заблуди за вежбањето. Да започнеме со најстариот мит кој вели дека за да се чувствувате подобро, треба и да изгледате подобро. Со други зборови, луѓето кои се со прекумерна тежина и да речеме имаат вишок сало околу стомакот, треба да се чувствуваат лошо. Имајте на ум дека многу од работите кои ќе ги слушнете во салата за вежбање се само мит, а реалноста е сосема поинаква. Првиот мит вели дека најдобро е да се вежба во раните утренски часови за да се разбуди и забрза метаболизмот. Но вистината вели дека најдобро е да вежбате кога сакате и кога вам ви одговара. Нема потреба да ја менувате вашата дневна рутина во некои радикални мерки. Вежбајте и во доцните ноќни часови доколку сакате, со оглед на тоа дека ефектите од вежбањето се краткорочни. Она што е најважно е да вежбате секој ден. Мит. Доколку не вежбате, вашите мускули ќе се претворат во масти. Вистина, ова е глупост. Мускулите се мускули, а мастите се масти и не постои начин на кој тие можат да пристапат или да се измешаат едни со други. Вистината е дека ако престанете со вежбање, мускулите се намалуваат, а ако продолжите да внесувате иста количина на храна како што сте внесували кога сте вежбале, вашата телесна тежина ќе се зголеми. Митот кој што вели за да изгубите од телесната тежина подобро е да трчате отколку да пешачите на иста релација. Вистина, неверојатно звучи, но ист резултат ќе постигнете. Се едно дали ќе пешачите, трчате или спринтате. На 1500 метри ќе потрошите околу 100 калории во двата случаи, освен ако не трчате со торба цемент на грбот. Битна е само должината на дестинацијата која ќе ја поминете. Разликата е во тоа што трчањето ги подобрува вашите кардиоваскуларни перформанси. Мит. Потењето означува дека мастите се топат, но вистината е далеку од тоа. Потта е вишок на вода што телото го ослободува преку порите. Веднаш штом ќе испиете една чаша вода после тренингот, ќе имате истата телесна тежина. Ова не значи дека потта е лош индикатор за интензитетот на вежбање, туку дека потењето нема никаква врска со топењето на мастите. Митот следен е кој што вели мотивацијското вежбање е многу поефикасно од немотивационото. Но вистината е дека активноста да, но искуството покажува дека луѓето кои мораат или на некој начин се принудени да вежбаат или да направат некои активности, имаат тенденција да бараат причини за да го избегнат вежбањето или изговори за да го прескокнат тој тренинг. Ако не ве радува претераното помислување на кревање тегови, тогаш е подобро да се занимавате со некои други спортови со добро расположено друштво, бидејќи поголема е шансата да го дадете својот максимум во нешто што за вас е забавно, отколку во нешто што за вас представува мачење како тренинг во теретана. И како што низ прилогот имавте можност да ја слушнете суштинската реченица дека доколку сакаме да изгледаме добро и треба да се потрудиме уште подобро, значи треба максимално да се вложиме во сегментот покрај надворешниот изглед со самото превенирање, значи претендирање на здрав начин на исхрана и вежбањето како неминовен сегмент на сиото и здрав живот кој што во иднина се надевам доколку не го водите во моментов ќе го претендирате.
Ке биде навистина одличен предизвик да останете со нашиот разговор кој што денеска ќе го имаме со мојата гостинка Кате Бојаровска-Ангелевска, магистер по кинезиологија. Кате, добре ни дојде. Добре ве најдов, благодарам за поканата и поздрав до гледачите на вашата телевизија. Адекватен би рекла гостин, кога станува збор за професор по спорт и спортски активности, да зборуваме токму на оваа тема, односно за заблудите и грешките кои што најчесто ги правиме кога станува збор за комбинацијата исхрана и вежбање, можеби несвесно, можеби заради неинформираност, но тука сме да дадеме одредени насоки за тоа што е правилно, а што сме направиле превид кога станува збор дека сакаме активно да вежбаме и да живееме еден здрав живот. Но дали вежбањето, како што го често пати го компарираме, значи во комбинација со здравата храна, како што реков, е есенцијално важно доколку сакаме да изгледаме витки и затегнати, бидејќи тоа е првиот сегмент кој што го почнуваме доколку сакаме да постигнеме таа физиономија, значи да вежбаме. Точно така, ние во нашата професија и луѓето од нашата фела обично знаеме да кажеме здравјето пред се. Значи, како што и кажавте на почетокот, едно без друго не оди. Ние можеме да се храниме правилно, здраво, да се трудиме во таа област секако, меѓутоа вежбањето представува есенцијален фактор и со тоа да речеме е на некој начин заокружен пакетот кој што треба секој да си го употребува доколку сака не само да изгледа убаво и затегнато, туку да се чувствува и да биде здрав. И сега дали е доволна само желбата и првичната иницијатива која што најчесто се сведува на тоа да излеземе надвор да почнеме некоја активност со пешачење, ја сметаме за физичка активност, или пак да се отиде едноставно во вежбална, во теретана, на некој фитнес аеробик час и да се започне со било каква тренинг програма. Дали тоа е всушност вистинскиот првичен чекор? Или подобро од ништо? Да, секако дека е подобро од ништо, значи тоа е основното, со првиот чекор се започнува. Меѓутоа, многу е важно, кога веќе одбираме начин на вежбање, прво да се запрашаме себе си дали тоа нас ни одговара, дали тоа го сакаме, дали е доволно стручен начин на вежбање. Многу е важно, кога веќе започнуваме со вежби, да се информираме во однос на тоа кој ги држи вежбите, значи првенствено, дали е тоа стручно лице, дали е професор по физичка култура, дали е во таа област доволно обучен, дали доволно ги прати сите новитети, дали е дел од оние работи кои што значат семинари, симпозиуми, конвенции и така натака. Значи, сето тоа го образува еден инструктор, го образува ликот на еден инструктор или професор кој што работи со оние луѓе кои што сакаат да си посветат повеќе внимание. Значи, не само во областа на спортот и спортските активности во однос на образованието, туку и настрана, било да се тоа фитнес активности, аеробик активности и слично. Значи, доста е битно оној кој што ќе сака да започне со спортски активности да се обрати кај стручно лице и пред се да побара програма која што нему лично ќе му одговара. Сите луѓе се различни и не можат исто да вежбаат. Значи, мора да се поводи сметка за тоа за каква индивидуа станува збор. Точно тоа сакав следно да ве прашам, затоа што можеби преголемата желба за постигнување на што побрз резултат ги тера можеби луѓето најчесто да прават некои апсурдни работи кои што индивидуално не значат значи подеднакво исти резултат кај сите различни индивидуи. Например, ево би зеле еден пример, доколку имате голема телесна тежина над 100 и нешто килограми, а се осврнете на некоја физичка активност како што е трчањето, да висина би зеле дека трчањето е продуктивно кога станува збор за намалување на тежина, ако тоа е всушност ефектот, меѓутоа во тој случај на таа тежина големото оптеретување се го прави тој притисок на зглобовите и може контраиндикација да биде постигнато при сето тоа, а компаративно на изборот за трчање би можело да се отиде на некоја спортска активност која што бара помал притисок, идеално на таа индивидуа која што е со поголема телесна тежина, например пливање, возење велосипед, брзо одење и слично. Токму тоа е тој момент кој што го кажавте, така? Да, мислам, веќе ги кажавте сите работи кои што се важни. Значи, едноставно секој човек не може да прифати било каква активност. Ако се работи за човек како што во примерот е споменат со 120 килограми, многу веројатно дека би направил повеќе штета на организмот отколку придобивка. Значи, сепак, подобро е истовремено да се намалува телесната тежина, а истовремено да се почне постепено со физички активности, кои што нема од старт толку многу да
произведат оптеретување на коскино-зглобниот систем. А понатака, како што ќе се постигнуваат резултатите, така и да се зголемува интензитетот на вежбите, за да имаме една комплетен тренинг кој што ќе трае и кој што ќе има понатака се поголеми резултати. И сега, доколку се одлучиме за пешачењето наместо трчањето, бидејќи факт е дека е дисциплина која што физички е позаморна, бара повеќе сила и напор, дали се точни последните испитувања, чинам дека донесоа резултати, дека доколку се помине иста километража, без разлика дали е со трчање или со пешачење, коефициентот на согорени калории е идентичен? Па искрено да ви кажам, јас не сум го сретнала ова истражување, како што викате, дел од најновите истражувања. Меѓутоа, ако се базирам врз основа на она знаење кое што сум го стекнала или на основните студии на факултетот и на постдипломските студии, до некој степен не би се согласила, затоа што станува збор за две различни енергетски потреби во физички процес. Значи, со пешачењето, потребата на енергијата, човекот мора да произведе некаква енергија за физичка активност. Со помал интензитет кога се работат вежбите, енергијата се користи од едни извори, доколку се работи со повисок интензитет, енергијата се користи од други извори. Значи, трчањето е малце поинтензивен начин на вежбање. Сега јас тука не знам за какво истражување точно станува збор. Доколку компарираме бавно трчање, значи бавен джогинг и брзо одење, ајде да речеме дека може би од исти енергетски систем се црпи сето тоа, па и можам да разберам дека има некаква смисла. Меѓутоа, со трчањето, доколку се влезе во аеробна фаза на потрошувачка на енергија, значи тука се трошат масти, тука настанува еден цел поразличен комплекс и придобивки, отколку доколку само се пешачи. Токму на тоа сакав да ставим акцент, затоа што најчесто се задоволуваме на таа фаза пешачам и доволно е. И за жал би рекла, ето дел од истражувањата можеби и се во таа насока да ја смират суетата на оние кои што немаат потреба да бидат повеќе оптеретени со физичките активности и дошле можеби до некој резултат кој што во една насока, да, доволно е, многу е подобро отколку да седиме дома пред телевизор. Доволно е во однос на тоа што психички ќе се релаксираме, доволно е тоа што нашите сетила ќе се исполнат со една многу по-смирена атмосфера. Значи, на организмот да, ќе има неколку придобивки, меѓутоа не е доволно во однос на потребните калории кои што треба да ги потрошиме ако сакаме да постигнеме поголеми резултати. Значи, сепак секој треба да си тргне од себе си што сака да постигне со тоа пешачење или трчање или било какво вежбање. Сега, доколку целта е, како што впрочем и цело време ги претендирам прашањата, затоа што најчестата причина покрај здравствените причини како база за да се започне со вежбање, представува и идејата за намалување на телесната тежина. Најчесто се претендираат и кардиовежбите. Сега факт е дека кардиовежбите влијаат на намалување на масното ткиво, меѓутоа факт е дека исто така имаат индикација и на мускулното ткиво. Затоа во комбинација со кои вежби, кардиовежбите би можеле да го постигнат токму тоа ефект на намалување на масно ткиво. Да не изгубиме на мускул. Така. Комбинацијата, значи, од кардиовежби и вежби за зголемување на силата е идеална комбинација. Значи, на почеток може да се работат вежби од аеробен карактер. Дали ќе е тоа аеробик, дали ќе е возење велосипед во правилно дозирана зона на оптеретување, дали ќе биде трчање, дали ќе биде пливање, веслање и така натака. Значи, сите тие се активности кои што се од аеробен карактер, односно кардиовежби. Понатака, вториот дел од тренингот треба да бидат вежби кои што се вежби за сила. Тие вежби за сила може да се изведуваат на повеќе начини. Може да се изведуваат со сопствена тежина, може да се изведуваат со одредени реквизити, може да се изведуваат во фитнес сала со нормално дозирана тежина. Повторно ќе речам, мора да се направи консултација со стручно лице, не сами по себе да си го одредуваме тренингот и дозирањето, за да се постигнат ефекти. Со аеробните вежби ги постигнуваме придобивките, како зголемување на кондицијата, подобрување на
циркулацијата на телото, намалување на масните наслаги, бидејќи во таа зона се трошат масти за енергија. Додека пак со вежбите за сила ги јакниме мускулите и во зависност од тоа со која тежина работиме и колку повторувања, значи ние можеме да работиме на дефиниција на мускули, на зголемување на мускулна маса. Значи секој треба да си постави цел и според неговата цел да се одреди тренингот. Точно. Друго, за уште една заблуда би сакала да зборуваме, затоа што најчесто доколку имаме вишок на масни наслаги на одреден дел од телото, тоа се случува најчесто нели на стомакот, на колковите, се фокусираме со вежби, мислејќи дека доколку се прават одреден тип на вежби, може да се скине масното сало само на одреден дел од телото. Вистина ли е тоа или представува заблуда, односно вистината е дека мастите се тргаат рамномерно од сите делови на телото при момент на вежбање? Како што спомнавме претходно, за да се искористи, односно да се намали масното ткиво кое што е наталожено во телото, потребно е телото да влезе во аеробен режим на работа. Значи, за да влезе телото во аеробен режим на работа, се вклучуваат голем број на мускули и вежбањето треба да трае минимум 20 минути. Значи, не постои вежба со која што ние ќе се сконцентрираме, да речеме, на стомачната мускулатура, затоа што тука најмногу сакаме да намалиме во обем, а ќе ги задоволи претходните услови кои што ги кажав. Значи, за да се влезе во таа аеробна фаза, оние аеробни активности кои што претходно ги наведов, мора да се користат. Доколку се сконцентрираме само на вежби на стомачната мускулатура, да, ќе се зајакнат стомачните мускули, тоа е точно. Меѓутоа, масните наслаги ќе си останат и стомачните мускули ќе бидат прикриени со тие масни наслаги. Ние мора да ја правиме таа комбинација на аеробни вежби за да намалиме на масно ткиво, и масното ткиво може би почнува до некаде да се намалува онаму каде што е највеќе наталожено, меѓутоа во принцип се намалува во целото тело. Рековме на самиот почеток дека не е важно колку се вежба, туку важно е како се вежба, така чинам дека беше. Сега, сепак временската детерминанта постои како репер дека доколку повеќе вежбаме и почесто вежбаме, можеме побрзо да постигнеме ефект, односно намалување нели на килажа, или пак заблуда е и тоа затоа што претераното и безпотребно губење на време и енергија представува сето тоа многу часовно вежбање, неконтролирано доколку е. Точно така. Многу е лошо да се влези во, се нарекува тоа, зона на претренираност, значи каде што буквално сме ја промашиле нашата цел. Подобро е да се почне со помал интензитет, помалце пати во неделата. Јас никогаш не практикувам да давам совети почнете секој ден со вежбање. Ке се засети организамот, човекот едноставно следните денови ќе си бара некои други активности, па заради обврски повторно ќе го прескокне тренингот и веќе ништо не сме направиле. Значи многу е подобро да се почне со помало време траење и со фреквенција да речиме, ево 2 пати неделно вежбање. Понатака да се зголеми и време траењето и фреквенцијата на вежбање неделно. Идеално е од 3 до 5 пати да се практикуваат вежби во однос на рекреативни цели, значи не зборуваме за професионални спортисти, тие ги тргаме настана, тоа е веќе друг начин на тренирање. Значи зборуваме за рекреативци, оние кои што сакаат да се грижат за своето здравје и за убавиот изглед. Од 3 до 5 пати неделно, со време траење од 30 до 60 минути, во зависност од тоа каков тренинг имаат предвидено за ден. Сето тоа би се класифицирало во фазата на контролирано вежбање. Секако. Со соодветен режим на искусен инструктор, тренер-инструктор. И правилна исхрана, нели тоа цело време го како што рековте и вие, едно без друго не може, значи мора во една заедничка симбиоза сето тоа да биде. Ќе се осврнеме и на тој акцент во продолжение на нашиот разговор, тука каде ќе ги одмориме малку нашите гледачи со овие неколку заблуди и грешки кои што најчесто ги правиме со исхраната и со вежбањето, за да дадеме простор на нашите генерални спонзори. Тука се стоматолошкиот центар Доктор Батковски, чиј што слоган е We are making your smile, односно ние се грижиме, ја правиме вашата насмевка. Точно така, доколку станува збор за позитивниот начин на живот кој што може би смењето, како што велате, половина здравје,
Точно таму е вистинското место каде што ќе добиете соодветни препораки за сите новитети и современи теркови на апсолутно модерната стоматологија која што ја имаме во нашиот град и прилогот кој што во продолжение го подготвија нашите колеги од стоматолошки центар доктор Батковски. Веднаш потоа одим исто така и со прилогот за здрава храна од Биокосмос, продавниците за здрава исхрана. Можеби повеќето родители не ни предпоставиле дека е потребен ортодонтски третман токму на нивното дете, додека не се јават некои поголеми деформации. Она што секој родител треба да го знае е дека децата најдоцна од 7 до 12 година треба да бидат прегледани од страна на специјалист ортодонт за некакви деформации на вилиците и забалото. Раната ортодонција е многу важна, затоа што порано се открие некоја деформација, толку е полесно и побрзо се изведува третманот и побрзо се добиваат резултати. Раната ендодонција опфаќа исправување на збиеност на забите, водење на забите во правилна позиција при нивното никнување, корекција на загризот и, што е многу важно, превенција на екстракција на здрави заби за останатите да може да бидат наредени. Во рамките на стоматолошкиот центар доктор Батковски веќе 7 години функционира специјалистичка ординација по ортодонција. А еве како од стоматолошкиот центар доктор Батковски советуваат рано да откриете кај децата било какви аномалии во забниот апарат. Дали вашето дете прерано ги изгубило влечните заби или можеби предоцна? Дали има некакви проблеми во џвакање, во гризење? Дали сте приметиле некакви лоши навики кај детето, како што се дишење на усна, можеби тискање на јазик, грицкање на уста, цицање на палец и така натаму? Дали гледате некаква диспропорција во големината на вилиците спрема остатокот од лицето? Можеби е долната третина повнатре него останатите структури или премногу исфрлена? Дали слушате некакви звуци во функција кај детето, во џвакање или во говор, звуци од зглобот? И секако дали дали има некаква неправилност на забите, она што може да се забележи, секој лаик да го забележи. Доктор Стојановска вели дека процесот на корекција на било какви деформитети во денешно време лесно се реализира. Во денешно време протезите се многу едноставни за носење и лесни. Се состојат од мали брекети кои што се лепат на забите и од лаци кои што ги поврзуваат овие брекети и овие две структури заедно ги водат забите во една правилна позиција, коригирајќи ги забите во низот, а и вилиците меѓусебно, што е многу важно за правилно функционирање. Не е секогаш естетиката, многу често се коригира и функцијата, затоа што таа е секако на прво место. Секако секој родител се прашува колку неговото дете ги треба да ги носи тие протези. Тоа зависи од повеќе фактори, средно од 1 до 3 години се носат протезите. После овој период следува период на ретенција. Овој процес всушност представува стабилизирање на новата ситуација на наредените и правилно поставените заби. Доктор Стојановска вели дека постојат различни типови на ретенција, како мобилни апаратчиња кои се вадат, но доколку родителот смета дека детето ќе ги одбива, постојат и такви кои што се фиксираат, кои што се лепат на забите од внатрешната страна и кои се попријатни за носење и секој дете ги прифаќа. Доктор Стојановска додава дека не постои едноставен третман, само интелигентен третман. И затоа треба да го одберете најдоброто за вашите заби. Добар
Добар ден, почитувани гледачи, вие следите ТВМ телевизија и ова е најновото издание на Инфомедика Плюс со колешката Ирена Трајковска. Ние се наоѓаме во светот на здравата храна, во Биокосмос и вообичаено, како составен дел од Инфомедика Плюс емисијата, ќе кажеме нешто повеќе денеска за оние производи кои што буквално во Биокосмос ги произведуваат. Ќе се задржиме нешто повеќе на брашната, а за тоа кој ќе ни каже подобро и повеќе од Христина, мојата една од моите две стални соговорнички. Добре ми дојде повторно во Инфомедика Плюс, Христина, од вашето собствено производство, односно она што Биокосмос го произведува, решивме во овие две емисии на Инфомедика Плюс да се задржиме нешто повеќе за брашна, бидејќи имате малку поголема палета на брашна, па да ни кажете за што станува збор и што да им издвоиме на гледачиве да користат. Добро ви најдов повторно. Овај пат ќе зборувам ја за дел од брашната, Надица ќе ви запознае со другиот дел од брашната. Брашното од хелда ќе го издвоам како прво, затоа што едно од поретките кои кај нас се користат, е едно најбогатите со минерали и витамини. Најдобро е за користење и во мешавина, меѓутоа и како само од хелда да се направи лепче и воопшто да се меси одредени производи, како да речем како дел од други брашна, затоа што хелјата го задржува, да речем, влажноста е задржува на тестото, односно не се суши потоа дали лепчето или воопшто што ќе се прави. Предпоставуваме дека тоа го прави подолго пецивото што ќе подолго време ќе трае. Да, подолго време трае, му дава баш една специфична карамел боја на самото пecivo или да речем производ. Исто така е доста карактеристично што го има витаминот П хелјата, како што го имат и аронијата, која ги штити крвните садови, односно ги прави поотпорни и не доведува до испуштени вени, капилари и така натака. Добро е затоа што исто е богато и со други минерали и витамини и го надокнадува организмот целосно. Добро е за бебиња, за деца. Го мешаат заедно во кашички овошни, може да се меша така сирово, како додаток, да, и да се надокнадат, да речем, витамините, минералите, односно да се збогати самата храна со поќе да е хранливо. Така, колку се запознаени, охриѓани конкретно со бенефитите во брашново од хелда? Па не се многу запознаени, меѓутоа е доста карактеристично затоа што одредени муштери веќе си знаат, си го знаат и можам да кажам и дека и ние од нив учиме шо, како и како го користат самото брашно или воопшто хелдата. Исто друго брашно е интересно, соиното и како заедно ќе ги кажам брашното наут, затоа што е карактеристично за нив се многу богати со белковини. Белковините се потребни за оние кои не конзумираат доволно месо и е препорачливо за тие да го користат. Соиното брашно е убаво затоа што може да замени дури и за белковините зборувам и едно јајце. Две лајци соино брашно со 2 лајци вода го заменува да речеме едно јајце, зборувам за белковините. Така да исто е карактеристично брашното наут кое го нема многу, да речем, на пазарот. Ние го имаме и го употребуваат, исто е добро за диабетичари. Може да се дава, да речем, порано што правили квасо наут, сега го имат како брашно готово. Му е полесно, да речем, за праење. Тоа е популарно на времето мајата. Да, мајата што се правеше, од тоа брашно. И ми остана уште оризовото да го нагласам како едно карактеристично за го употребуваат како згуснувач, затоа што тоа е зацврстува. Интересно што дава одредена бела боја на самото тесто, го прави повкусно затоа што има некаков благ вкус. И исто е така убаво и кај бебињата, кај доенчињата да се додава во млеко, да се додава во каша. Така. Самите мајки веќе знаат дека оризот си има своји бенефити при проблеми со стомачина. Така да оризовото брашно и како така може да се користи како сирово, а може да се меша во нарочито за десерт и дава добар вкус, го збогатува вкусот на самиот десерт. Така. Христина, ти благодарам. Ето, почитувани гледачи, поднаучивме нешто за дел од палетата, особено за она од собствено производство што се однесува на брашната, што во Биокосмос си го произведуваат. Мене ми останува да ви се заблагодарам за вниманието. Ето, имате информации доволно, па убаво би било да почнеме да користиме и од овие нови брашна, сите ние кои што сакаме да живееме здрав живот. Знаете и самите, храната, здравата храна е основа на тоа. Здравата храна каде на друго место ќе најдете, ако не во Биокосмос. Ви благодарам за вниманието, се гледаме во наредното издание на Инфомедика Плюс.
Се враќаме повторно во студиото со разговорот со нашата денешна гостинка Кате Бујаровска-Ангелевска, магистер по кинезиологија. Кате, ве најавив како професор по спорт и спортски активности, идеална би рекле инстанца која што вечерва одговара на заблудите и грешките кои што најчесто ги правиме со исхраната и вежбањето, прашања кои што секојдневно си ги поставуваме, кои што можеби несвесно ги практикуваме или заради неинформираност, како што кажавме на почеток од нашиот разговор. Тука сме да одговориме на дел од нив, како што има можности гледачите во првиот блок од разговорот да откријат, а во продолжение има уште навистина интересни содржини. Сега кога станува збор, застанавме на желбата за намалување и што побрзо намалување на телесната тежина, можеби како еден од почестите, не и единствен би рекле, туку од почестите моменти за да започнеме со било каква физичка активност, па тука станува збори за вежбањето во комбинација со здравата исхрана. Сега кога вежбаме, целта нели неминовно ние да согориме што повеќе калории кои што се внесуваат во организмот преку различни продукти, без разлика дали се јаглихидрати, протеини, масти, од различни продукти, но прашањето е дали сите калории се исти без разлика на во кој вид ќе бидат внесени. Вака сега, тие се хранливи материи кои што ги спомнавте, значи јаглените хидрати, мастите, протеините и во склоп со нив нели минералите и витамините што треба да ја образуваат една избалансирана и здрава диета. Диета во смисла начин на исхрана, не зборувам за диети кои што се инстант и кои што нудат безпрекорни резултати во рок од 5, 6, 7 дена. Во секој случај треба да се внимава од која храна ние ги внесуваме потребните хранливи материи. Не можам да речам дека се сите калории корисни и исти, затоа што можем на многу различни начини ние да си го постигнеме потребниот калориски внес, дневен калориски внес. Доколку, да речеме, јас не сум поборник на тоа да се исклучат тотално од исхраната јаглехидратите, затоа што тие се потребни за правилниот метаболизам. Ако не се внесуваат, се воведува организмот во така наречена кетоза, која што кетоза понатака предизвикува низа последици. Не сум исто така присталица на тоа да се исклучи тотално мастите и месото, затоа што месото е богато со протеини кои што исто така се потребни за нашиот организам. Тие се една основна градивна структура, градивен елемент на нашето тело, на мускулите и така натака. Меѓутоа, доколку се внимава при самиот калориски дневен внес, да ги балансираме мастите од животинско потекло со мастите од растително потекло, јаглехидратите, оние кои што се сложени, кои што се потребни на организмот, и ги намалиме оние јаглехидрати кои што се прости шеќери, сето тоа може во едно убаво, компактно, среден оброк да се внесат, односно оброк зборувам не само еднашка, туку онолку оброци кои што се потребни за во текот на денот, односно 3 до 5 без прескокнување оброци, без гладување. Со една избалансирана исхрана може доста да се постигне резултат, и тоа зборувам за резултат долготраен, а не кој што ќе трае извесно време и после повторно се враќаме на истото и повторно почнуваме од почеток. Последно време доста се рекламираат, и мене ми е многу драго што е така, јаткастите плодови, ние ги забораваме. Значи, богати се со масти кои што се корисни, имаат здрави калории. Оревите, лешниците, бадемите, дури семките од сончоглед и тиква, толку се богати со есенцијални масни киселини кои што се толку здрави за нашиот организам, за срцето, што ево една препорака од мене да тргнам, значи, а исто и до другите да дајме еден апел дека се многу битни, многу здрави, многу важни да се користат во секојдневната исхрана. Кога веќе станува збор за протеините, да, нека се конзумира месото во одредена количина која што е потребна, без претерување. Исто има и од растителните продукти доста богати со протеини и јаглени хидрати, простите да се намалат што повеќе. Јас многу го сакам благото и не можам да го исклучам од исхраната, меѓутоа треба сите да внимаваме колку внесуваме, и во замена со простите да се користат сложените јаглени хидрати кои што ги добиваме од интегралниот леп, од работи кои што ќе искористиме, телото наше ќе искористи енергијата, а нема вишоко да се наталожи во форма на масти во нашето тело. Ги одгатнавме заблудите кога станува збор што треба да се избере, а представува идеална комбинација на здравата храна. Но уште една заблуда, или вистина би одговориле лие,
Често пати преку маркетинг пропагандите се промовираат одредени појаси за слабење, што и најчесто се практикуваат за да се носат, нели, додека се изведуваат одредени физички активности. Вистина ли е дека се има некаков дополнителен ефект од сето ова или е безпотребно трошење на пари и желба? Јас би рекла дека дополнителниот ефект е придобивка за производителите на тие појаси или слично. Она што се постигнува со тие појаси е губењето на поголема количина на вода преку потењето. Значи, доколку едно лице користи таков појас, извежба аеробен тренинг прописен, каде што ќе изгуби повеќе вода, отколку доколку пот преку тоа вода, доколку не го користи. Ако го ставиме тоа лице на вага пред тренинг и после тренинг, да, ќе има намалено на килограми. Меѓутоа, тие килограми, еден или два независно, може да бидат само поради поголемото потење, односно поголемата потрошувачка на вода од организмот. Она што на телото му е потребно за да намали на тежина е намалување на масното ткиво од телото. Тоа не се постигнува така брзо. И сега јас исто така морам да апелирам, пошто и доста луѓе ме прашуваат. Дали треба да носам шушкавец или некоја јакна која што повеќе мене ќе ми исплати на тој начин повеќе? Не. Значи, на таков начин ние само го прегрејуваме телото. Целта на излачувањето на пот од телото е ладење на организмот и тоа е еден природен процес. Доколку ние тоа го стопираме со носењето на таква дополнителна опрема, ќе си направиме штета на организмот. Кај овие производители кои што ги нудат овие појаси, верувам дека се погрижиле да се изработени од материјали со дишечки мембрани, па поради тоа, ево да речеме, не доведува до прегрејување на телото. Меѓутоа, дека некој посебен ефект би имало, јас лично не верувам. Се надоврзувам, иако дел од прашањето ми го одговори веќе во претходното излагање, затоа што заклучок е на некои лица дека што побргу се испутат или повеќе се испутат, тоа побргу и ќе ослабат. Со таа цел нели посетуваат и спа центри, сауни. Значи ли количината на создадена под со топењето на мастите на телото или тукму заклучокот е апсолутно тој како што кажавте, намалуваме на тежина со самото тоа што isfрламе течност од организмот, а не маснотки, масни наслоги? Значи треба да се, како што кажавме, или треба да се воведе организмот во аеробна фаза. Во аеробна фаза, кога се работи повеќе време, се доведува организмот до потење, поради тоа што има организмот потреба од ладење, но со намалување на мастите, слабе организмот на правилен начин, не со isfрлање на водата. Користењето на спа центри, сауни и слично, има други придобивки, значи на тој начин се isfрлуваат токсините од телото и така натака, меѓутоа не и на намалување на тежината на телото. Сега, кате доколку намалиме на обемот на исхрана кој што секојдневно го практикуваме, можеме да намалиме нели на обем на тело, но дали доколку практикуваме одреден тип на диета и е доволно тоа само по себе за одржување на телесната тежина, за одржување, тоа го потенцирам, а не за инстантно моментално намалување на тежината, или треба пак дополнителна комбинација, како што цело време кажуваме, со вежбање? Одржувањето на една нормална телесна тежина представува само по себе и здравје. Значи, самото зголемување на тој body mass index кој што е познат и кој што се одредува според висината на телото и според тежината, зголемување на тој body mass index носи сам по себе и ризици по здравјето, почнувајќи од дијабетес, срцеви заболувања и така натака. Значи, многу е важно да ние одржуваме нормалната телесна тежина и со правилен начин на исхрана и со правилно дозирано вежбање. И сега, доколку целта ни е стрикно намалување на тежина, дали е точно дека со вежбањето нели го зголемуваме апетитот, затоа што заклучок е бидејќи после вежбање најчесто сме гладни и веднаш самиот организам бара да ги надополни оние сите изгубени калории, или пак вистината е дека температурата која што се ослободува со вежбање го прави токму спротивното и го намалува апетитот, не само што не го зголемува. Јас мислам дека кај различни луѓе на различен начин делува вежбањето. Значи, кај некого стварно го подобрува апетитот и чувствуваат повеќе глад, а кај други не. Како и да е, потребни се од прилика околу 3 недели
за некој човек да си направи одредени навики. Дали се навики за вежбање, дали се навики за исхрана. Важно е да се држи до енергијата преку внесна храна и енергијата од телото која што излегува. Значи балансот на внесна енергија и излезна енергија од телото е основата на сите овие работи кои што досега ги спомнувавме. Доколку ние се грижиме за тоа, ако внесуваме повеќе да трошиме, нема да има никаков проблем, нели, да одржуваме нормалната телесна тежина и да сме здрави. И сега каде при тренинг за топење на масти, исто така и оние тренинзи кои што вие ги правите, тренинзи по аеробик, често пати се применуваат и вежби со тегови. И сега во констатацијата е дека се избегнува токму овие да се прават овие вежби со тегови, затоа што уверувањето е дека со нив може да се намали на масно ткиво, меѓутоа се зголемува на мускулно ткиво, најчесто нели на рацете, токму тоа заради естетскиот момент ги плаши дамите и не се осмелува да ги прават овие вежби. Вистина ли е или заблуда? Мала тежина и поголем број на повторување носи до дефиниција на мускулатурата. Значи на тој начин не може да се постигне некаква посебна хипертрофија на мускулот. Доколку се прават малку повторувања и голема тежина, тоа веќе може да предизвика хипертрофија и да изгледа, народски кажано, набилдано тело, кое што кај женскиот пол мислам дека и не така не стремат жените, не предпочитуваат таков изглед. Така што повторно тајната се крие во правилното дозирање. Така. Дали е точно кате дека доколку се престане со вежбање, стекнатите мускули се претвараат во сало, затоа што тоа е општа забелешка, тоа се прашања кои што дали вистини или заблуди, сите си ги имаме поставувано, можеби по некој пат кои почесто, кои поретко, но сепак станува збор за две различни ткива и дали е возможно воопшто едното ткиво да премине во друго? Тоа е, да речам, повеќе народски кажано и прифатено помеѓу народот, во смисла јас веќе сега престанав да вежбам и мускулот ми се претвори во сало. Како што кажавте, значи тоа се две различни ткива. Салото или масното ткиво, или ево да го наречеме стручно адипозно ткиво, е сосема поразлично од мускулното ткиво. Мускулното ткиво, како основна градбена единица, го има протеинот. Значи не може едно да премине во друго и обратно. Што се случува после престанок со редовна физичка активност? Настанува првенствено атрофија на мускулите кои што веќе добиле некаква дефиниција. Од друга страна, онај нешто го спомнав кој што треба да е, тоест баланс што го спомнав кој што треба да постои помеѓу внесот на енергија и излезот на енергија од нашето тело, веќе е нарушен. Додека телото било во некој тренажен процес, настанала некоја рамнотежа, било тоа да станува збор за зголемен апетит и нормално аналогно на тоа зголемена физичка активност, поради која што зголемената енергија се намалува од телото и на тој начин се одржува нормалната телесна тежина. Сега по престанок на вежбите, да речеме апетитот се уште си истиот, тој нема да престане доколку ние престанеме да вежбаме, меѓутоа апетитот си е ист и ние си ја задоволуваме таа потреба. Вишокот на храна која што ќе ја внесиме во телото се складира во форма на масти и веќе масното ткиво доаѓа во предност. Значи тоа е тоа, иначе е заблуда дека мускулите преминуваат во масно ткиво или обратно. Сега би отишле на нешто за генетската предиспозиција, односно колку е оправдана тезата дека доколку сме генетски предиспозиции, имаме генетски предиспозиции кон гојазноста, што ни вреди доколку вежбаме ако сме склони кон дебелење? Генетската предиспозиција е доста силен фактор, не е занемарлив, меѓутоа точно поради тоа, оние луѓе кои што имаат таква генетска предиспозиција треба многу повеќе да се трудат тоа да го избалансираат. Не е точно дека повеќе да речеме оправдување пред самите себе, дека тоа ни е нас во гените и дека не можеме ништо да постигнеме. Можеме многу да постигнеме и се постигнува со упорност, со работа, со континуирано вежбање и со внимавање на себе си, на нашето здравје. И сега ни целиот терек на нашиот разговор зборуваме за намалување на тежина, но цело време алудираме на нас возрастните, затоа што дали заради здравствениот или естетскиот момент не е важно како изгледа нашата фигура, би рекле, да сме слаби и здрави.
Нели тоа е она кон што претендираме. Но го забораваме можеби најважниот сегмент околу нас, а тоа се нашите деца, затоа што факт е дека гојазноста се повеќе покрека и возрастните проблеми кај дечињата. Чинам дека пред известно време, пред неколку месеци имавте активности кои што фаќа вежби за спортско-корективна гимнастика, тоа го фаќа веќе оној развој, би рекле, фаза кај децата кој што е навистина од особена важност, но исто така проблем мора да признаеме дека представува и гојазноста кај младите, кај децата, и тука веќе сите овие работи кои што ги зборуваме за возрастните важат и за децата. Точно така, голем проблем представува дебелината кај во детската популација, да речам. Пред да започнеме со вежбите за спортско-корективна гимнастика, заедно со колешката, професорката Валентина Карагиле, ние направивме едно истражување по основните школи при кои што пативме околу 1100 дечиња. Целта ни беше да видиме какво е нивното држење на телото и тоа го оценувавме според метода на Наполеон Еволански со проценка на 8 параметри. Во таа метода немаше параметар за дебелина, односно гојазност за дечињата. Меѓутоа, тоа беше толку очигледно. Например, од клас во клас, како што ни да дечињата, ние забележувавме дека доста голем е бројот на дечиња кои што имаат прекумерна телесна тежина. Ајде да речам, брзиот начин на живот, недоволното внимавање на начинот на исхрана и немањето време за вежби, не можам да речам дека тоа се оправдува, тоа се причините поради која што настануваат овие работи. Меѓутоа, ова нека биде апел првенствено до родителите, понатака до наставниците од прво до четврто оделение, професорите по физичко и здравствено воспитание во основните и во средните училишта. Значи, мора со заеднички сили да се бориме и да ја подигнеме свеста за потребата од нормална телесна тежина кај дечињата. Сета таа дебелина и тежина понатака предизвикува големи здравствени проблеми. Значи, јас ги почитувам сите наставнички, оделенски наставници кои што редовно си го држат часот од прво до четврто оделение, часот по физичко. Пред неколку години бев дел од училиштето Кочорацин како дел од проект од општината што беше за воведување на стручно лице професор по физичко од прво до четврто, каде што имавме 1 час во неделата физичко, а другите 2 си ги држа наставници. Значи, во тоа училиште никогаш часот по физичко во Кочорацин, во Лакочери, во Централното, никогаш не се занемаруваше. За таму можам да потврдам. За другите училишта, значи, не навлегувам, се надевам дека поради тоа што е час, како и сите други часови, според мене еден од најважните. Да. И најинтересните бреки за така, децата. И децата многу го сакаат. Да поводат сметка родителите. Значи, не само да го праша детето како помина на тестот по математика, дали е добро детето по математика или по македонски или по англиски, туку да се заинтересираат повеќе како таа настава се спроведува во училиштата. Многу е важно и од тука треба да почнеме. Во тој период на детето сите навики се воведуваат и тие навики траат до целиот живот. Ако ние тој период го испуштиме, тој е сензитивен период, понатака имаме проблеми за воведување на здрави навики и за навики за вежбање. Токму поради тоа почнавме со часовите за спортско-корективна гимнастика. Траат се уште така. Траат се уште, пројавија доста родители интерес за нив. Ги одржуваме 2 пати во неделата, меѓутоа сето тоа е со цел дечињата да го засакаат физичкото, да имаат желба за вежбање, ама е многу малце во однос на тоа што треба да се постигне ефектот со секојдневно вежбање. Доколку се држи редовна настава во школите и доколку барем 2 пати неделно се определат за адекватна спортска активност, многу поинаква ќе биде сликата. И несомнено како наш денешен гостин најавувајќи ве алудирате на сите оние аеробик вежби кои што ги правите со возрастните, покрај значи работата на вежби за спортско-корективна гимнастика за децата. Постои ли идеално време за вежбање или пак не е важно кога и колку се вежба и каде се вежба, би рекле? Може би ете тоа ќе биде и иницијатива да некој од нашите гледачи го заинтересираме да започне токму со аеробик вежбите кои што вие ги држите.
Аеробните вежби се интересни пред се затоа што имаат еден социјален момент во себе, значи се работи во група, луѓето се зближуваат, се поттикнуваат помеѓу себе и на тој начин ретко кој, ајде да речам, фигуративно забушава. Значи сите се трудат колку што може. Добро е тоа што имаат план во денот и знаат дека од толку до толку часот јас одам на вежбање. Сите знаеме да не бидеме дисциплинирани кога се работи за самите себе, ама кога знаеме дека во толку сатот треба да бидеме таму и дека во толку сатот ние ќе си имаме време само за себе си и дека убаво ќе си поминиме и дека покрај тоа што сме направиле нешто убаво за себе си, сме се видели и со луѓе и слично, значи представуваат еден начин на вежбање доста интересен. Јас веќе скоро 15 години сум во таа област и можам да речам дека не само Охрид, кој што на вистина во последно време доста ја подигна свеста за правилниот начин на живот, здравиот начин и вежбите. Според разговорите кои што ги водиме со други колеги од другите градови, според она што го посетуваме во соседните земји, значи Србија, Хрватска и така натака на конвенции и слично, во различни модели аеробикот се повеќе и повеќе зема замав. Секогаш има некои новитети кои што се обидуваат да го заменат, меѓутоа и тие новитети во основа ги имаат принципите на аеробен начин на вежбање. И откако ја исцрпив целата компонента на сите прашања кои што денеска ги имав спремено, а се факнат поета стручност и специјалност, драго ќе ми е да ти се заблагодарам за твоето учество во денешната Америка Инфо Плюс и да не ти одземам повеќе од твоето драгоцено време, затоа што токму за кратко започнува твојот час за аеробик и на особено задоволство ќе им се придружиш на сите кои што ги тренираш, синивни тренинг инструктори, продуктивно и на еден забавен, здравствен, би рекле и едукативен начин ќе се потрудите да бидете во функција на одржување на добрата линија, пред се и на доброто здравје. Секако, јас само морам да изразам една огромна благодарност за посебно за оваа емисија која што толку неисцрпно ги информира гледачите за секоја област што се однесува за нивното здравје и навистина тоа е од голема корист за сите нас. Благодарам и тебе на особеното присуство секогаш на нашата покана кога имаме нешто интересно да кажеме, а тоа се разбира за општо добро да го информираме целиот овој телевизиски аудиториум. Овој пат одбравме тема заблуди и грешки што најчесто ги правиме како во исхраната, така и во вежбањето. Се надевам дека одговоривме на дел од оние непознаници кои што се и дека поттикнавме токму од овој момент некој кој што дали немал желба или не била доволно дефинирана неговата желба, токму од сега да започне со вежбање, зошто да не може би аеробикот. Доколку е така, сме ја постигнале целта. Имаме репер барем што се постигнува со аеробикот. Така. Прекрасната фигура и пред се одличната карактеристика на личност како тебе, Кате, ти благодарам и задоволство беше да ти имам во Америка Инфо Плюс. Моја денешна гостинка Кате Бојаровска-Ангелеска, магистер по кинезиологија, денешен гостин со кој што зборувавме за заблудите и за сите оние бенефити кои што можат да се постигнат како преку исхраната, така и со вежбањето, за да се одржи безпрекорната здравствена состојба првенствено, а исто така можеби за поголем дел од нас, осврнувајќи се на физичката компонента, односно одржување на безпрекорната линија. Можеби здравјето и не е се, но без здравјето за сите се ќе биде ништо, затоа трудете се да го сочувате, да го одржите и да го подобрите вашето здравје. Ве оставам со позитивна мисла и секој добро со програмата на ТВМ.